Добар ден! Нов старт на неделата, нов старт и на нашето отворено студио 1, како и секој понеделник, така и овој убав сончев ден ќе се дружите со мене и со мојот колега Владко Чалски, кој во продолжение ќе не информира за се она што ќе се одржи ова маратонско, но и шаренолико отворено студио 1. А шаренолико ќе слушнете зошто. За почеток овде сме со Јана да ги најавиме нели содржините како што е тоа стандард, но овој пат наместо хайлајтси, оние препознатливи сечоци од разговорите во студиото како и во централниот дневник, колегата Слагјан Ивковиќ ќе има разговор овде во студиото. Зошто? Затоа што во Македонија се одржува еден голем турнир, европско првенство во шах. Во Македонија пристигнуваат луѓе од сите држави. Ќе слушнеме малку подетално од Слагјан и неговиот соговорник за оваа тема. Секако во студиото ќе ги проследите сите информативни изданија со колегите Елена Джугуманова и Александар Петрески, а јас и Јана се враќаме во 15:20 часот овде од студиото. Ќе разговараме со Стефан Петановски, кој што е музичар, тој е најмладиот музичар македонец со соло албума. Потоа, како што знаете, во 15:40 часот стандардно овде во студиото ќе биде колегата Дејан Андоновиќ, со кој ќе разговараме за темите од Балканот, од регионот, како и од светот. Во 17 часот студиото ќе биде малце по шаренолико, ќе разговараме, всушност ќе ги вклучиме повеќе колеги во студиото на различни теми, за потоа да стартува забавниот дел. Забавниот дел ви е добро познат. Редоследот прв е Вучиќ, потоа ексклузив и на крај Сергеј Варошлија, а во студиото во 19:20 часот ќе ве дружи колегата Сашо Ордановски. Прв негов соговорник ќе биде Мишко Барзов, експерт за автомобилизам. Ќе разговараат за митот за електричните автомобили, помеѓу исплатливоста и загадувањето. По дневникот во 20 часот ќе следи студио 1, каде што Ордановски ќе разговара со Дејан Саздовски, пилот и експерт за цивилна авиација, а ќе ја проследиме и 10-минутната сторија на колегата Христијан Баневски. Шаренолико рековме затоа што ова студио во 22 часот нема да продолжи со разговор, туку ќе можете да го проследите концертното издание на Дани Димитровска од овде од студиото на 1ТВ, и во 22:35 часот завршуваме со вестите и колегата Александар Петрески. Така некако би се одвивал овој ден. Јана, јас и ти денеска и немаме многу што да должиме, особено ако се знае дека нели како што најавивме, Слагјан ќе влезе овде во студиото со својот гостин. Во Македонија, уште еднаш да напоменам, се случува еден голем собир шаховски, тема која што не е многу атрактивна, барем кога е во поглед спортот, но шахотите како е игра која што е значајна не само во спортските изданија, туку и како еден како една психолошка игра, дисциплинска игра. Апсолутно да, така е окарактеризиран и секако не треба да потенцираме дополнително дека ова е доста еден значаен настан во земјава, меѓутоа секако и во спортската фела, но да, Чалски како што рече, да не должиме ние многу. Ќе му го препуштиме студиото на колегата Слагјан Ивковиќ, кој што пак ќе поразговара со неговиот гостин за значајноста на овој настан и најновите моменти. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во отвореното студио 1 на 1ТВ. Може би не вообичаено да се стартува со минути резервирани за спортот, но кога имаме еден ваков спортски настан или спектакл, како што знаа да кажат организаторите, може би е најголем во историјата на Македонија на полето спорт, бидејќи Скопје е организатор на Европски индивидуален шампионат во шах. Почнува од денеска, ќе трае до 29 март. По тој повод тука со нас е председателот на Шаховската федерација, Благоја Богоевски, мој поранешен професор по техничко цртање. Богоевски, добро дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до гледачите. Како што кажав, организаторите знаат да кажат дека ова е најголем спортски настап
настан во Македонија уште од 70-тите години по на Олимпијада, шаховска Олимпијада. Па навистина е така, бидејќи ова е спортски настан, значи не само шаховски, спортски настан од огромно значење за Република Македонија. Она што сега ќе се случува во наредните 2 недели во хотелот Хилтон, всушност е надпревар индивидуален шаховско првенство на Европа, што се вика Open селекција, значи може и машки и женски да играат. Учесниците се скоро 400, повеќе од 360 во овој момент. Фасцинантна бројка, ако погледнеме и наназад. 43 земји, значи тоа е навистина голема бројка. Ако се земе во предвид дека 2/3 од нив се велемајстори, укажува на фактот на сериозноста на овој шаховски настан. И ова е навистина после Олимпијадата и 72 година во Скопје, најголемо вакво надпреварување со најголемо значење за нашата земја. Како Македонија дојде до идејата за да биде организатор или како ја добивме привилегијата да организираме еден ваков настан? Па благодарејќи на нашите добри релации со главните луѓе, со првите луѓе на Европската шаховска федерација, што веќе подолго време ги имаме, побаравме организација на еден ваков поголем настан. Нормално тешко се добива вакво нешто. Еве за илустрација го добивме во директна конкуренција со еден Израел, кој што во првично веќе го доби настанот пред нас, па некако успеавме да го превземеме. Секако за негова жал или за наша среќа. Настан кој што ќе значи многу за Македонија. Знаеме дека всушност и спортистите се најдобри амбасадори на своите држави. На овој начин покажуваме колку ја сакаме својата земја, колку ни значи, колку се бориме за неа. Секоја чест на политичарите, меѓутоа мислам дека ваквите нешта значат многу повеќе за просперитет и развој на државата, отколку некакви други реклами и презентации. Така, морам малку да бидам и критичен, бидејќи имаме ваков несекојдневен спортски спектакл. Ќе си дозволам да кажам и покрај оние љубители кои можеби се во тек со случувањата, оние помалку што не се запознаени, мислам дека и пред периодов кој пред да се случува овој настан, не беа толку запознаени. Каде е тука тој маркетинг тим да, например, еве чист пример, кога ќе возам со автомобил, сакам на билборд да видам закачан плакат дека ќе се одржи ваков настан. Под медиумите, радијата, телевизиите, немам слушнато јас како спортски новинар, а камоли оние што сакаат да се запознаат. Нели требаше малку да се поработи помасивно за ваков еден настан? Апсолутно се согласувам со вас. Меѓутоа, еве за илустрација, уште пред 8 месеци делегација од Шаховската федерација отиде кај премиерот заедно со претседателот на Европска шаховска федерација за да го најавиме настанот што ќе се случи. Значи уште пред 8 месеци. Шаховската федерација функционира како знае и уме со блокирана сметка веќе 6 години. Што е период во кој што функционираме, за жал, пак ќе кажам, со блокирана сметка заради некаков несреќен спор околу просториите што ги имавме во трговски центар, може би се сеќавате, дел од вас повозрастните сигурно. Значи некогаш некој фактурирал некому, ова го кажувам некому затоа што во изминатиот период претседатели на Шаховската федерација беа министри, заменици премиери, не би сакал да ги набројувам, и тоа повозрастните се сеќаваат на нив. И кога на таквите луѓе некој успеал да им подмете фактура, која што се реализирала многу години покасно, се процесуирала, и ние едноставно како ново раководство наидовме на блокирана сметка, која што не можевме никако да ја одблокираме. Побаравме помош од државата, беше ветена помош, но за жал работите не се променија. Сега променети се? Не се. После овој настан нема да бидат? После настанот не знам дали ќе бидат, до сега не се промените работите. Така. Како организатори колку ќе се покажеме како добри домаќини пред овие сите земји учесници, рековме над 40, така? 43 земји учеснички. Вака, имаме обезбедени услови? Условите се обезбедени. Хотелот Хилтон е домаќин на настанот. Не треба посебно да го образложувам, појаснувам хотелот. Хотелот е преубав, салите се преубави. Еве за илустрација, вчера имавме технички состанок со сите играчи вечерта. Сите беа презадоволни од условите на игра и од организацијата. Значи, тимот од Шаховската федерација кој што работеше апсолутно волонтерски, значи од љубов што се вика, да не кажам и со своји средства, ја заврши работата во технички поглед. Така да организацијата ќе биде успешна во секој случај.
Што правиме со квалитетот? Колку македонските шахисти ќе може да се носат со сите овие велемајстори, особено од Русија, каде што најмногу имаме застапено и пријавен број на учесници? Па има и наши играчи што се пријавени, 24-5 играчи од Македонија се пријавени, ќе играат на овој турнир. Нашата прва табла Кирил Георгиев има сериозни шанси да се пласира на светското првенство, бидејќи ова се и квалификации за светско првенство. Меѓутоа мора се напомене дека доаѓаат многу млади играчи, буквално на што би рекле ние деца од 12, 13, 15 години, кои што имаат огромна сила и моќ како шаховски велемајстори. Сега веќе велемајсторите стануваат на 12, 13 години, вака ви изгледа како некој детенце, уствари има огромна сила и моќ како шахист. Може да го надмине и оној кој има веќе 40 години искуство и секојдневно може би игра шах. Мозокот на 15 годишно момче може да е поразвиено на тој план од еден таков ветеран или велемајстор? Не би сакал да признавам, меѓутоа така е. Значи, такви се случаите само од земјите како Русија или има и кај нас? Има и кај нас млади играчи, неколку кои што ќе играат исто на овој турнир, ги спомнал Николовски, Михов, че тоа се млади играчи на возраст од 19, 20, 21 година. Имаме и помали дечки што ќе играат, меѓутоа сепак Македонија е мала земја, значи не може да има неисцрпен избор на такви шаховски таленти во споредба со една Русија, да кажеме, или другите поголеми држави од Европа. Дали со организацијата на вакви првенства и настани ќе дадеме плюс некои и на домашна сцена, ќе се рефлектирали тоа во развојот за младите шахисти или оние кои, бидејќи шахот сега така не е во конкуренција со оние спортови како фудбалот, ракометот, не е толку застапен. Ќе може ли да се потигнат младите на... Апсолутно, како што беше Олимпијадата шаховска 72 стимул за развој на шахот, сметам дека е едно вакво првенство кое што ќе биде посетено од љубителите на шахот. Секако имаме и интернет пренос на партиите. Првите 50 партии, значи 100 играчи, првите 100 играчи ќе се пренесуваат во живо на интернет. Значи шаховските љубители знаат каде да ги најдат на chess.com сајтот, каде што може да ги следат во живо партиите што се играат на дигитални табли. Се надевам дека ова ќе биде пострек за помладите шахисти и помладата популација за да се вложат себе си повиднина во шахот, што се повеќе. Така, може малку и повеќе информации за системот на игра, бидејќи имаме, како што кажавме, швајцарски систем. Швајцарски систем, тоа значи победниците играат со победниците, односно тие што имаат најмногу поени играат меѓу себе. Тоа обезбедува на крај да имаме фер борба и реален резултат на победник. Така. Бидејќи тие што имаат најмногу поени ќе играат меѓу себе во секој наредно коло. Ќе се елиминираат на некој начин меѓу себе. Така, 11 рунди, првото коло стартува веќе денеска од 15 Денеска стартува часот. Почесниот потез, првиот потез ќе го изиграат градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин и директорот на агенцијата за млади Дарко Каевски. Всушност тие двајца и најмногу допринесоа да се добие овој настан, односно да се одржи. Најголема помош имавме од агенцијата за млади и спорт, Дарко Каевски се бореше човекот максимално, но ете сепак успеавме некако да го организираме ова. Така, верувам ќе се покажеме и како добри домајкини, добри организатори, нема да застанеме тука, ќе бидеме зошто да не и во некоја наредна година и некој поголем шампионат кога се работи на ова поле. Да ви посакам среќа, не знам дали вие ќе учествувате, ќе се надпреварувате или? Не, за жал не се надпреварувам поодамна. Не сум таа класа за да можам да се надпреварувам тука, но бев своевремено активен играч за Алкулит, играв као клуб, така да тоа ме прави горд денеска. Така, Алкулит, како што знаеме, нашиот најдобар шаховски клуб. Европски првак пред пар години, еднашка прв, еднашка втор. Значи, во клубски шах имаме голем успех во европските размери. Така, истите тие играчи ги имаме и сега. Пријавено или? Така, се надпреваруваат, значи, може да очекуваме. Во клубските надпреварувања може да се ангажираат и странци, како што е во фудбалот и кошарката, ракометот, така да Алкулит имаше и странци во своите редови. Имаше и домашни играчи и странци. Така. Околу судиите и комисиите, тој дел не го споменавме како стоиме на таа. Главниот судија е ерменец Ашот, заменикот главен судија е Кочовски Иван, секретарот на Шаховската федерација на Македонија, иначе еден од луѓето што најмногу допринесе да се одржи оваквото првенство, технички организатор одличен.
Интересно се спомене дека за прв пат имаме во повисоките структури наш представник, односно председател на Комисијата за шаховски настани, ивенти, нели, на европско ниво, всушност комисија која што ги одредува условите и ги потврдува условите за игра под капата на ЕКУ. Значи, тоа сум јас како председател на Македонската федерација. Имам 4-годишен мандат како председател на таа меѓународна комисија под капата на ЕКУ. Се е подготвено, се чека 15 часот да почне првенството. Ви благодарам што присуствувавте и што на некој начин го најавивме овој спектакл, шаховски спектакл, како што кажавте, еден од поретките или еден од најголемите во последните 50 години во Македонија. Ви благодарам и вас што одвоивте простор за нас, да ќе гледате дека навистина е тешко да се направи соодветна реклама. Кога би имале доволно средства, знаеме како да направиме, верувајте, меѓутоа средствата се секогаш работата што ја недостасува. Останува работата да ги смени овие сите и да дојде, нели, да имаме подобри времења и на полето шах. Ги поканувам сите што може да се појават на отворањето денеска во 15 часот во хотелот Хилтон во големата сала, да дојдат да видат квалитетни шаховски настани кои впрочем ќе се одвиваат во наредните 2 недели во Скопје. Така, ви благодарам. Почитувани, тоа беше Благоја Богоевски, председателот на Шаховската федерација на Македонија. Денеска од 15 часот почнува европското индивидуално шаховско првенство, чиј домаќин е Скопје и ќе трае се до 29 март. Останете со 1 ТВ, се гледаме со спортот вечерен термин 20:30. Поздрав!